Ovdje je mal haos. Haos ima i ovdje. Kako što možete vidjeti. Тук почнахме нещо малце да склопуваме, но все още не е готово. Isto i тук. Isto i ovdje. Не оди баш много бързо. Що съм днесла да реновира и ни преселба, трябва малце повече време, но се надевам до следната неделя целови хаоски се среди, zato što imavме farbajne na vrat i takve работи. To ništo ne vi snimam, ne izgledaš baš tako lesno kako što mislev, no все пак това се завърши и да, следните денови мора да ги вратиме вратите на место, да я съставиме кујњата и да се почне малце от малце да личи на дом. Джабе ти е се. Стигна пакетът Темо. Поръчах няколко перничиня за декорация. Ти е стигна в овой облик, в кеса. Искрено мисля, дека нема да дойдат во нормала, но откако ќе ги извадите от кесата, тие сами се дојат и не им треба много време. Изгледаат одлично. За среќа поръчав и навлаки за перничиња кои ми одговараат точно на димензијата. Најомилено ми е ова, бушаво и тоа што се гледа во позадина со точки. Намерно купував различни, за да можам некако да ги скомбинирам. Во последно време обожавам декорација со перничиња, така да планирам да поръчам уште неколку. Планирам да земам и друга боја, не само кремови. Купив и други декоративни работи од Темо. Еве како изгледа нашата дневна соба. Уредена. Еве да видите, не стигна тоа карот.
Сега ovdje малце е темно, ви се извинувам, не можем го да покажем. Ovdje има дел за качалки и горе малце место за некои работи. Во средниот дел има 3 полици, каде што мора да ги поделиме со Филип. Пример, јас да ги земам двете полици, тој да ја земи едната. Така, нели, женските има повеќе гардероба. Потоа тука имаме 2 фиоки. Сега уште ништо немам наредено, но планирам тоа да го направам, затоа што сакав да ги донесам летните, али што зимските ги ставам во кеса за вакуумирање. И тука го имаме пак исто како првиот дел, со закачалки и малце место. Можно е јас да наредам уште полици, затоа што ми е попрактично, а закачалки имам други кои што можам да ги користам за лешта. Да, мислам дека ќе биде практичен, затоа што моравме да окупиме овој, затоа што немавме ваков поголем, да речам, плакар, имавме само мала комода. Таму во позадина е тепихот што не ми е уште постелен, тоа е за салон. Така да мислам дека ќе биде корисно и дека ќе ни служи. Тука започнувам малце со великденскиот дел на овој влог, затоа што немав доволно материјал од тоа што снимав со реновирањето, покрај тој стрес не можев навистина се да опфатам, па затоа одлучив великденскиот влог и тој влог да бидат заедно. Па овде можете да видите како ние шариме јајца. Тука сечев салфетки и ги лепев потоа на јајца со билка од јајце. Ке видите како се одвива тој процес. Имахме оваа година различни врсти на фарбани јајца. Имахме со обична боја, со хартија украсна и со салфетки. Не направив многу, затоа што заминуваме за Македонија, па затоа не можев да правам многу јајца, затоа што и така немаше да се искористат. Тука може да видите како изгледаат. Јас не ги сечев дел по дел, затоа што мислев дека така ќе можам полесно да ги залепам на јајце, но сепак мислам дека доколку сечите помали фигури, може подобро да изгледа, нема да изгледа како нагужвана салфетка од озгора на јајцето, или можете пример да ги фарбате со обична боја и покрај тоа да лепите форми од салфетки. Јас овој процес го гледав на YouTube и таму имаше една многу убава идеја со великденски салфетки, морковчиња за јачиња и се режеа посебно на ситно и се става едно по едно, се украсуваш целото јајце. Но јас за жал не бев во можност да купам великденски салфетки, затоа што немав така доволно испланирано, па одлучив да правам со тоа што има. Сепак мене ми се допадна како изгледа, но најомилени ми беа искрено шарените јајца кои ќе ги видите подоцна во овој влог.
Ви благодарам на сите што го гледавте овој влог. Се надевам ви се допадна, доколку ви се допадна, ставете лайк, subscribe, а ние се гледаме во мојот нареден влог. Чао!